Штип стана претесен од новиот режим на возење по мостовите. Градот се гуши во сообраќаен хаос. Обвинија на пресконференција од ВМРО ДПМНЕ. Насоката на движење на два од мостовите во центарот на градот беше променета и тоа создаде проблеми на граѓаните во текот на целиот ден. Колонија од возила во должина од 1 километар веќе 2 недели се секојдневие на централните улици. Градоначалникот ветуваше дека во првите 100 дена приоритет ќе даде на решавање на сообраќајниот хаос во централното градско подрачје. Ветуваше конзоли, катни гаражи, платформи. Меѓутоа, после 2 години, не само што нема ништо од кажаното, туку во градот се создаде метеж и нервоза од невидени размери. Моменталното сообраќајно решение го загуши сообраќајот, ја намали безбедноста на учениците, ја зголеми потрошувачката на гориво, се зголемија емисиите на штетни гасови од возила, а со тоа се влоши квалитетот на животната средина. На ова, со писмена реакција, реагираше Општина Штип. ВМРО ДПМНЕ нема никакво право да дискутира за решавање на проблемите на граѓаните, бидејќи во изминатите 10 години тие единствено создаваа, а не ги решаваа проблемите на граѓаните. Оваа локална власт изгради платформа за паркинг со што се обезбедени 40 нови паркинг места. Поставени се нови лежички полицајци пред училиштата, како и вибрациони ленти на фреквентни места што го забавуваат сообраќајот, но ја зголемуваат безбедноста. Граѓаните знаат дека во првите 100 дена од новата локална власт беше изготвено ново сообраќајно решение за централното градско подрачје, согласно кое на улиците Васил Главинов и генерал Михајло Апостолски ќе се воведе еднонасочен сообраќај во 2 коловозни ленти и ќе се изградат конзоли тротоари. За реализација на ова решение е потребен исцрпен и темелен процес на проектирање, на кој секојдневно се работи, затоа што инсистираме на темелни и долгоречни решенија. Стои во реакцијата.